Почитувани гледачи, драги пријатели, браќа и сестри. Ја гледате 7-та емисија од серијалот Евангелска вистина и оваа емисија го носи насловот или на камен или на песок. Отец Ивица, во оваа емисија ќе го обработуваме текстот кој е всушност 7-та глава од Евангелието според Матеј. И крајот на беседата на гората. Да, овој текст е крајот на беседата на гората, што е и всушност логичен след на претходните емисии. Еве, кажи некои почетни воведни зборови за овој текст, па да го видиме текстот и да почнеме со прашањата. Суштината на оваа емисија и на овој текст всушност. Всушност оваа емисија е обид да се објасни овој текст, односно овие зборови што нашиот Спасител ги кажал на беседата на гората, каде што тој својата беседа на гората ја завршува со тоа, повикувајќи ни да бидеме благоразумни, да бидеме мудри, односно својот духовен живот, односно животот на својата личност, животот на своето најсуштинско, тоа што сме, животот на животот, нашиот повик за вечноста, нашиот повик за осмислување, нашиот повик за овистинување, да не го темелиме на песок, туку на камен. Тоа значи да стоиме на нешто што е цврсто, односно нешто што има авторитет и што е вистинито, а не како песокот. Кога ќе застанеме во песокот, многу лесно пропаѓаме. Тоа исто и кога застанеме, односно кога нашиот живот ќе го темелиме, многу битно, на нешто што е проблематично, што не е вистинско, тоа што ќе го темелиме многу брзо пропаѓа, затоа што темелот не е изграден на цврста основа. Всушност тоа е и суштината на оваа емисија. Да, токму тоа го кажува и Христос на крајот од текстот, но добро да го видиме прво текстот, па да продолжиме со емисијата. Не судете за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе кажеш на брата си, чекај да ти ја извадам раската од окото, а пак ете во твоето око има цела греда. Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како ќе ја извадиш раската од окото на брата си. Светињата не ја давајте на кучињата и не ги фрлајте бисерите пред свињите, за да не ги изгазат со своите нозе и откако се повратат да не ве раскинат. Сакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа и оној што чука ќе му се отвори. Има ли меѓу вас човек кој ако му посака неговиот син леп да му даде камен, или ако посака риба да му даде змија? Па така и вие, бидејќи лоши, умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат. Се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, оти тоа се законот и пророците. Влезите низ тесната врата, оти широки се вратите и широк е патот што води кон пропас, и мнози наминуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон живот, и малкумина го наоѓаат. Пазете се од лажните пророци кои доаѓаат во овча кожа, а однатре се волци грабливи. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грозје од трње или смоква од чичка? Па така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод го сечат и го фрлат во оган. И така по нивните плодови ќе ги познаете. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, не во Твое ли име пророкувавме, и зар во Твое име бесови не изгонувавме, и нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам, никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие што правите беззакони дела.
И така секој кој ги слуша и исполнува овие мои зборови, ќе биде како благоразумен маж кој си направил куќа на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, оти беше изградена од камен. И секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на човек глупов кој си направил куќа од песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и паѓањето ѝ беше страшно. И кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Отец, го видовме текстот и се гледа одма дека во текстот се опфатени многу поенти. Многу суштински нешта, да. Јас ќе почнам еве од првата, всушност тоа Христос го кажува во првиот стих: не судете за да не бидете судени, оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. И со каква мерка мерите, со такви ќе ви се мери. Од каде е тоа искушение кај нас луѓето постојано да имаме потреба да ги судиме луѓето, затоа што сите сме свесни дека имаме некој таков нагон внатре во нас. И зошто од тоа како ние ги судиме луѓето зависи како ние ќе бидеме судени. Така. Значи, ова емисија, седмата емисија, како што и минатите емисии имаат логичен след, претходната емисија беше посветена на тоа што значи да бидеш Христов ученик. Всушност, ова емисија е продолжеток на претходната емисија. Сега само ги дефинираме нештата, значи да бидеш вистински Христов ученик, требаш својот духовен живот, како што кажа пред малце, своето постоење, својот живот, својата мисла, своите дела да ги темелиш на вистина, односно на камен, а не на песок. Сега Христос тука дава порака, совет, осознавање, освестување за тоа како треба да постапуваат неговите ученици. И во претходните емисии, односно и во претходната емисија говоревме, конкретно во претходната емисија говоревме за таа патолошка побожност или духовност. Значи, Христос ни говори, тоа конкретно свети Јован Златоуст убаво го потенцира во своето објаснување, толкување на овој дел на беседата на гората. Значи, Христос ја познава длабоко, суштински, паднатата наша природа, огреовената наша природа, озлобената наша природа и ни дава насоки, значи ни дава совети, ни дава модели на однесување кои треба да ни помогнат да ја надминеме таа состојба. Односно, да ја надминеме, да го надминеме искушението да не паднеме во грев и од друга страна, практикувајќи ги овие вистини, овој модел на однесување за кој Христос ни советува, полека да ни помогне да исцелиме нашата падната природа, да се излекуваме. За пред малку убаво го спомнате од каде е таа потреба да ги судиме другите. Длабочината на сето наше страдање, длабочината на злото започнува од завидливост, од нељубовното споредување со другите луѓе. Значи, ние нељубовно се споредуваме. Кога се споредуваме во љубовта, значи, ние гледаме дека некој е навистина подобар од нас, ние не му заведуваме, ние му благодариме на Бога, се воодушевуваме од него, ама тој не е па себичен да не ни даде од своите добра. Разбираш? Значи, тој е тој принцип на Царството Божјо, тој што има духовни сили, сознанија, живот, сила и така натаму, тој што има, тој дава на другите и така тоа се шири, тоа е таа хармонија. Тоа е тој принцип, поредок на Царството Божјо. Но за жал во овој свет ние сме инфицирани од завидливост, инфицирани сме од себичност, инфицирани сме од егоизам, од гордост, од самоумисленост. И сега се она што не ни влегува во рамката на нашите очекувања од другите, на нашите представи за нештата и така натаму, сето тоа ние го доживуваме како атак, односно напад на нашата падната природа, на нашето его, суета, завидливост и така натаму. И ние, такви какви што сме, болни, веднаш тргнуваме со суд. Значи,
Тоа е многу интересен момент. Христос вика не судете. Значи да судиш, тоа значи да дадеш суд за некого. Значи кога велиме дека тој овој или оној бил осуден на суд, значи тоа е една сериозна постапка. Значи да се утврди вината, па колкава му била вината и така натаму и така натаму. Тоа е една сериозна постапка, но ние немаме презумпција на невиност. Тука веднаш го судиме тој другиот затоа што тој според неговото несување, начин на живење, размислување или не знам таму делување се спротивставува на нашата завидливост, интереси, очекување, его и така натаму и ние веднаш судиме. Односно без да го познаваме него, без суштински да се заинтересираме зошто тој така се однесува како што однесува, ние веднаш судиме. Зошто судиме? Затоа што немаме љубов. Односно, немаме потреба да го разбереме. Затоа што од љубовта доаѓа потребата да го разбереш другиот. Немаш љубов, немаш потреба за разбирање, немаш емпатија, баш те егале за него да се изразам наедноставно, и ти судиш. Односно, зимаш меч и сечеш како што тебе ти одговара. Но Христос вели, не судете, за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Ако судите со неправеден суд, и со неправеден суд и вие ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Тоа е многу битен момент. Се знае 1 килограм колку е. Порано луѓето имале повеќе мерки и така натаму, но ако ти мериш со лажна мерка и тебе ќе ти мерат. И тоа се духовни закони. Значи, тоа што ти им го правиш на луѓето, да знаеш дека тебе како бумеранг ќе ти се врати назад. И немој тогаш да бидеш разочаран, и немој тогаш да мислиш дека луѓето се вакви и онакви, затоа што ти си таков како што си и тие. Без љубов. Добро, само накратко дали може тоа психолошки да се протолкува како ние нашите слабости, нашите неразчистени внатрешни состојби ги проектираме во другите најчесто. И всушност се судиме преку другите, што ги судиме всушност самите себе. Самите се излушуваме на книгата на Старец Сулеон и напишано од архимандрит Софрони, кој вели дека нашиот ближен е нашиот живот. Јас би дообјаснил, нашиот ближен е наше огледало. Всушност, каков однос ние имаме кон нашиот ближен, со тој што кој живееме, такви сме. Ме разбираш, такви сме. И односот кон нашиот ближен, значи, покажува, е најдобар критериум за тоа да увидиме на кое духовно ниво сме. Ако ние веднаш судиме, онака, без да имаме грижа за другиот, ако немаме љубов, ако немаме разбирање, ако сме полни со завидливост, ако сме полни со его, со суета, со очекувања, со его приказки, со суетлива надуеност и така натаму, па ние никаде не сме. А велиме дека сме христијани, Христови ученици, одиме по патот на спасението. Не, ние се лажеме. Сега, каков е нашиот однос кон нашиот ближен? Каква мерка имаме кон него и каков суд имаме кон нашиот ближен? Тоа покажува каде сме ние на духовниот пат. Да, но уште во наредниот стих се гледа дека всушност тенденцијата да го судиме другиот пред самите да видиме, да се приспитаме себе си е поголема. Па Христос со една реченица тоа го има. Зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Тоа е проекцијата. Или како ќе кажеш на брата си, чекај да ти ја извадам раската од окото, ако пак ете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Сега, сепак емисијата не ни дозволува толку многу време да објасниме околу ова гредата. Да, греда, знаеш ли што е греда, Ведран? Па греда е дрво со димензии. Греда, брате, греда. Тоа се користи за куќи градење и така натаму. А раска некој малце нешто му влегло во окото на некој. И ти сега гредата и своите слабости, своите недостатоци, своите глупости, своите промашувања не ги гледаш. Ама зошто не ги гледаш? Пошто си греда. Труп. Да, а гледаш ова раска во окото на братот. Пошто си неосетлив. Си неосетлив. Значи неосетлив човек. А неосетливоста доаѓа од себичност. Кога човек е себичен, кога е себецентричен, кога
своето его го подигна на пиедестал и соградил една погрешна представа за себе. И тој се околу себе поставил на тој начин за да му служи на неговото лажно јас, односно на неговото его. Греда, значи он има греда внатре у себе. И додека не извади таа греда, да не го искорне егото од себе си, односно лажната представа од себе си, умисленото за себе си, тој не може да воспостави нормална човечка комуникација. Па тоа ние го гледаме во секојдневниот живот. Сите проблеми кои доаѓаат во тие меѓучовечки односи се всушност последица од оваа греда. Греда и ти гледаш греда кај него, а он ти се фатил за трунката. Ама ти кажи му дека има греда, он не разбира. И Христос вели, треба самиот да извадиш гредата од себе си. И тоа е целта на Или очистување во духовниот живот. Тоа е тоа. Значи, ако сакаш да бидеш Христов ученик, сакаш да чекориш по патот на спасението, сакаш да го остваруваш спасението, сакаш да бидеш нормален човек, значи, сакаш да градиш нормални, позитивни, градивни, убави, хармонични меѓучовечки односи, односно да имаш пријателство, да бидеш пријатен и другите да ти бидат пријатни и со нив да се чувствуваш пријатно, а мора гредата да извадиш, брате. Онака ништо не видео. Добро, толку за оваа тематика. Би можело многу, значи има многу психолошки аспект, но тоа е да. накратко и тоа е суштината всушност. Сега во следниот стих Христос како да покажува една сосема неповрзана работа со ова. Го заокружува овој проблем и отвора друг. Да. Вели, светињата не ја давајте на кучињата и не си го фрлајте бисерот пред свињите, за да не го изгазат со своите нозе и откако се повратат да не ве раскинат. Да. Тука јас мислам дека е важно да се прво објасни што е светињата и кои се бисерите, а после кои се кучињата и свињите. Така. Значи, пред малку говоревме раска, греда, егоизам, лажно доживување на себе си и така натаму. Сега Христос не префрла на еден друг однос. Значи, треба да имаме свесност кога воспоставуваме подлабока личностна комуникација, однос со некој човек, колку ние можеме да се отвориме себе си кај тој човек. И докаде? Сега, светоста, светињата и така натаму е вистината. Вистината за Бог, вистината за постоењето, вистината за спасението, вистината на животот, твоите најдлабоки интимни духовни доживувања, твојот живот. Значи, тоа ние во секојдневниот живот го имаме како факт. Значи, ти не можеш секому да отвориш душата своја. Значи, малку се луѓето на кои ти можеш да ја отвориш својата душа, односно својата внатрешност, а уште помалку се оние луѓе на кои можеш да им проговориш за вистината таква како што таа е, за светоста на постоењето, за Бог, за изворот, на се што постои така натаму. Ние гледаме тоа во секојдневниот живот. Еве, самиот ти си ми говорел дека имаш тој проблем кога ќе отвориш тема на пример за Христос и луѓето омака и разно реагираат така натаму. Христос не повикува да бидеме духовно реални. Духовно реални. Значи да внимаваме кога си отвараме својата душа и кога говориме за светоста, за светињата, за светото, за вистината, кому тоа му го говориме? Значи, под кучиња и свињи се подразбират карактерни особини на луѓе. Кучиња се луѓе кои се гневни. Зајадливи, да. Значи, цинични, такви. Значи, под свињи се подразбират луѓе кои се острастени и површни. Значи, острастени, од една страна имаш зајадливи, цинични, од друга страна имаш прости и острастени и површни. Сега, кога на едната и на другата категорија ќе им говориш за светињата или ќе им даваш од бисерите, тие не го примаат тоа. И затоа Христос вели, внимавајте да не го изгазат со своите нозе и откако се вратат, да не ве раскинат. Односно, немојте да си правите непријатели
Затоа што таквите луѓе, значи циничните, зајадливите, егоистичните, подлите, површните, острастените и така натаму, имаат проблем со својата совест. Разбирате, со својата совест. И кога ние говориме за тие нешта, ние дразниме нивната совест. А кај нив совеста е нездрава, патолошка, и они знаат да пројават сериозен гнев и одмазда. Било кој човек соочен со вистината, Да. му се случува некоја внатрешна состојба таква на немир, ама кај овие луѓе многу поизразена и агресивна некогаш се. Сигурно и нашите гледачи, самиот ти, самиот јас, имаме стотици искуства на оваа тема. И Христос ни вели, не бидете глупави, знаеш, тоа ни каже, не бидете глупави, бидете духовно реални. Самиот тој им вели на своите ученици, јас ви дадов толку колку што можете да носите. Не можеш да носиш повеќе од таму кај што си стигнал духовно. Не можеш да носиш повеќе духовни сознание, вистини и така натаму. А да не говорам за зајадливите, ироничните и циничните луѓе или оние површни, острастени и така натаму. Тоа е. Во следната точка Христос пак го менува дискурсот и вели сакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Ова на некој начин се однесува на молитвата. И на многу други аспекти. Зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. И тука ова го споредува, нели, ако некој на некој од вас синот му побара леб, ќе му дадели камен, или ако му побара риба, ќе му дадели змија. Но пред да го дискутирам ова, би те прашал, тука Христос вели дека кој бара ќе му се даде. Но сите луѓе кои пробуваат на некој начин да живеат духовен живот, се свесни дека во некој момент ние бараме одговори од Бог, бараме разрешување на нашите внатрешни состојби, на некои наши ситуации, ама како да не добиваме одговор. Зошто не го добиваме секогаш тој одговор? Значи, тоа мислам дека во минатата емисија, кога говоревме малку за молитвата, кога отворивме тој момент за молитвата, проговоривме дека целта на молитвата не е само Господ да ги услише нашите барања, затоа што Бог не е автомат за исполнување на желби, туку преценат се плодот на молитвата е Божјото присуство во нас, односно Божјото водство, Божјата благодат, таа сила на Духот Свет, која се пројавува и во моменти кога Бог не ни дава одговор на некое прашање, но тоа е со нас. И со тоа ни засведочува дека треба да созрееме за да го добиеме тоа што го сакаме, да го најдеме тоа што го бараме и кога чукаме да ни се отвори. Значи, да се биде Христов ученик, да се биде духовен човек, да се живее во суштина животот во овој свет, тоа е едно патување. Буквално патување. Ние патуваме низ времето, сакаме, не сакаме, не мислам повеќе, кој не прашува. Значи, еве, само моментот, сега кога говорам, веќе ова сегашно станува минот и така натаму. Но Христос говори за едно друго патување, за едно внатрешно патување, че патувањето на нашата личност, патувањето на нашата свесност, патувањето на нашето собство, патувањето на она кое е повикано да биде вечно. Патувањето на тоа што сме ние. И сега во целиот тој процес на патување, ние имаме потреби од Бог. Преценат се од Него. И Христос отворено вели, сакајте и ќе ви се даде. Сакајте. И кога Господ не дава, заради својата промисла, заради нашата незрелост, ние и понатаму треба да сакаме. И кога нешто не можеме да најдеме, и понатаму треба да бараме. И кога чукаме, не ни се отвора, и понатаму треба да чукаме. Значи, тоа е тој процес на духовно патување, во кое, кога ќе созрееме, ќе го добиеме тоа што го сакаме, ќе го најдеме тоа што го бараме и ќе ни се отвори тоа пред што чукаме и така натаму.
Че тоа е тоа. Сега, тоа е тој принцип на доверба во Бог. Затоа што нашето его, нашите очекувања, нашиот кантарчески момент нема трпение. Ние немаме трпение. Ние сакаме според нас, да, според нас. Тоа е стапицата во која паднали нашите прародители Адам и Ева. Бог не за секојаш им рекол да не јадат од дрвото на спознанието на доброто и злото, но им рекол дека вака неподготвени, ако вкусат, односно ако го отварат тој процес за кој не се подготвени, ова ќе ги снајде сериозна последица. И тоа ги снашло нив и за жал тоа го гледаме и во човештвото. Кога човештвото, конкретно кога некои луѓе и генерално кога човештвото неподготвено влегува во осознавање на некои вистини на постоењето, ако ние немаме духовна сила и морална основа да ги носиме, тие нешта наместо на полза ни стануваат на проклетство. Тоа е тоа. Говорам и на генерално на план на целото човештво и ова на план на личност. И Да, во следниот дел како ова да е помеѓу Бог и човекот односот, да. А во следниот дел е помеѓу човекот и човекот, односно Христос прави паралела, вика како вие луѓето знаете добри дарови да давате, па камоли вашиот Отец небесен. Да. И се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие. Оти тоа се законот и пророците. Да. И со тоа Христос поставува темел всушност на овој дел. Да. Од напаствието, од насоката за своите ученици. Вели вака дека небесниот Отец им даде добра на сите оние што бараат, значи, но во рамките на овој процес за кој предмалку говоревме, и понатаму се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, оти тоа се законот и пророците. Златното правило кај евреите е не го прави тоа на луѓето што не сакаш тебе да ти го прави. Тоа е и некоја етичка норма која сите ние повторуваме и така натаму, но Христос не вели не го прави тоа што не сакаш тебе да ти го прават, туку се оно што сакате да ви го прават луѓето. Секој оно добро што вие го очекувате од луѓето, значи како што го очекувате од Бога. Секој оно добро што вие го очекувате од луѓето, правете им го на луѓето. Значи не е пасивно, туку активно. Така е. Ако вие сакате од луѓето тие да бидат честни, да бидат одговорни, да бидат искрени, да бидат работливи, да бидат посветени, да бидат љубовни, да бидат духовни, да бидат градивни, конструктивни и така натаму. Значи, тој момент, например, особено во нашиот македонски менталитет го имаме, ние очекуваме сите нешто да направат, а ние ништо да не направиме. Не може тоа така. Не може ние да имаме добро, успешно, напредно општество и ние имаме очекување за тоа, а никој ништо да не прави на тој план. Не може тоа така. Ако сакаш и имаш такви очекувања, тоа ти прави. Извади си ја гредата. Извади си ја гредата. Така е. Значи, се она што сакате да ви го прават луѓето, правете го и вие. Значи, тоа е тој принцип. Сакаш да живееш во едно праведно општество, биди праведен. Сакаш да живееш во едно често општество, биди чесен. Сакаш да живееш во едно духовно општество, биди духовен. Да, ама изгледа тоа е потешкиот пат, а и тоа го кажува Христос во следниот стих. Вели, влезете низ тесната врата. Всушност тоа е тесната врата. Оти широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот, и малкумина го наоѓаат. Малку страшно. Има многу делови во Новиот Завет кои се крајно инспиративни за мене лично. Мора да признам ведрам дека овој дел исто така е крајно инспиративен, многу длабок. Значи, влезете низ тесната врата. Тесна е вратата и плюс
ниска. Теска, треба, знаеш, да се наведнеш, па и да се стиснеш и така натаму. Оти широки се вратите и широк е патот кој води во пропаст, мнозина го минуваат низ него. Сега, особено ова теснава врата, има многу толкувачи околу ова теснава врата. Види, еден дебел човек, ја не сум баш многу, али не сум ни многу тенок. Тешко ми поминал низ некоја тесна врата. Значи, види, човек кој е алчен човек. Човек кој е врзан за материјалното. Значи, човек кој е горд, кој е надмен, кој е самоумислен. Он оди високо исправено, главата не ја наведнува, тој се умислува дека е Бог. Тој мисли дека е центарот на светот. Значи, тој е полн со себе. Тој не може да помине низ таа врата. Нит се наведнува да покаже смиреност, ме разбираш, кротост, да покаже почит, да се поклони, разбираш, да вреднува други, да го вреднува Бога, да му се поклони на Бог. Не разбираш? Тоа е тој момент. Значи, треба да се наведнеш и треба да се откажеш од сите нешта кои ти се крајно непотребни. И само те товарат со глупости во овој ваков свет. И тоа е таа тесна врата. Тесна врата. Значи, треба сериозно да поработиш со својата гордост, односно со својата надменост, со својата самоумисленост, се наведнеш, бе, брате. Треба да се откачиш од се она што не ти е потребно. Значи, види, замисли, тесна е вратава и тамо доаѓа поплава некоја. И сега ти си напонет тука со некои нешта, што знам тамо што се. Ти ги ако сакаш да останеш жив, така, соблекуваш, бе, оставаш се за да можеш да поминеш. Така и во духовниот живот. Ти ако се врзуваш со непотребни нешта во овој ваков свет, ти не можеш да влезеш низ тесната врата. Нит се наведнуваш, нит може да влезеш. И затоа Христос вели, широки се вратите, тамо не треба. И широк е патот кој води кон пропаст. И мнозина минуваат низ нив. Ниту треба да се наведнеш, ниту треба да се откачиш. Зошто? Затоа што нашиот духовен пријател, Сатаната, го користи најсилното оружје против нас, а тоа е илузијата. Илузија. Затоа што злото е илузија. Тој не држи во фантазија. Само умисленоста е фантазија. Егото е фантазија. Фантазија за себе, знаеш. Ти се умислуваш дека сте некој нешто и така натаму и така натаму. И што е тоа, брате? Тоа е балон. Балон кој ќе пукне еден ден и ќе те остане у празнотија. Тоа е тоа. Сега ме инспирира, баш сега неодамна го читав една книга од Владета Јеротич и он точно за оваа тематика зборува и всушност зборува за индивидуација или за обожение и вели ги набројува кои се пречките кои не спречуваат да стапиме на тој пат и една од тие пречки е природниот нагон на човекот кон хедонизам. И тука го спомнува тоа дека луѓето што нема да се соочат со реалноста, да сватат дека хедонизмот е неодржлив, хедонизмот единствено може да го хранат со фантазија. Фантазија. И таа фантазија после се проектира на другите луѓе, па ги доживуваат нив според некои своји изопачени вредности, не можат да стапат во комуникација со нив. Значи, Ведран, види, кога градиш, остваруваш, негуваш разговор, релација со некој човек, за кратко време ти доаѓаш до сознание, доколку имаш малку духовно искуство, доаѓаш до сознание дали тој човек е во фантазија, односно дали е во илузија и живее во тотална нереалност, живее со некои фикс идеи во главата и така натаму, или човекот е реален. Односно човекот е свесен дека живее сега, свесен е за моментот, свесен е за тебе, свесен е дека разговара со тебе, свесен е за почита што има кон тебе, свесен е за почита што имаш ти кон него. Убав му е. Тоа е. А ти, тој човек кој е во фантазија, во нереалност, не може да воспоставиш комуникација, не може да разговараш. Со кого разговараш кога разговараш со неговата фантазија? И он ти говори од аспект на својата фантазија и ти викаш чекај бе, не е така и никако да се најдете. Тоа е, за жал. Огромен процент од човештвото завлегува во таа приказка и тоа што го спомнати со хедонизмот, тоа е
една друга стапица на сотоната, на нашиот духовен непријател, задоволството. Затоа што Бог нас не создал од задоволство. Затоа што Бог е љубов, а љубовта е врно задоволство, ведра. Врно задоволство. И Бог нас не создал да живееме во задоволство. Затоа што кога човекот станува духовен, тој се што прави чувствува задоволство, чувствува убавината, ефект. Сега, затоа што луѓето не живеат духовен живот, не се враќаат кон Бога, не се враќаат кон себе, не се враќаат кон овие вистински норми, модели на однесување, кои се од Бога дадени за да дојдеме до на вистинското, тогаш тие си измислуваат, или ѓаволот им измислува лажни задоволства. И тогаш преку тие лажни задоволства ги заробува. Тие чувствуваат задоволства кои скапи ги плаќаат. Скапо ги плаќаат. Толку скапо, не само во материјална смисла на збор, туку ги плаќаат со својата душа. За да се, мислам, наредниот дел од текстот може токму да се надоврзе со ова, а тоа се лажните пророци кои всушност ги користат овие слабости на луѓето за да им проповедаат некои своји гледишта за верата и за Бог кои немаат врска со реалноста. И тука токму Христос ни вели да се пазиме од тие лажни пророци, ни кажува како да ги приметиме. И ги споредува со дрва кои не се добри. Не прво, не, ова кажува, вика вака, пазете се од лажните пророци кои доаѓаат во овча кожа, а однатре се волци грабливи. Мислам, не можам повеќе да коментирам колку сум воодушевен од секој Христос збор, веќе ќе биде, може би ќе ми замерат ова гледачите. Значи, нема подобра дефиниција за ова. Нема подобра дефиниција. Овча кожа, а однатре волци грабливи. Значи, како што се пројавуваат лажните пророци, учители, идеолози и така натаму. Како добронамерници. Да? Тие повикуваат на добри намери, ама основата им е крајно проблематична. И сега, една работа е кога ќе видиш ти овца, од овца никој не се плаши. Зошто никој не се плаши од овца? Па нема овцата претензии да не изеде. А плюс, не само што нема претензии, нема, а овцата дава и волна, дава месо, млеко, да. Значи, и ти, кога ќе видиш таков лажен пророк, наметнат, ти мислиш дека нешто добро ќе добиеш од него. Разбираш? Он те лаже. Значи, сите измамници, без разлика, дали се тоа лажни религиозни, верски учители, како во рамките на христијанството, така и надвор од христијанството, дека натаму. Дали се тоа некои проблематични политички идеолози, да не употребуваме етикети, значи луѓе кои потикнати од злиот и мотивирани од злото, кои сакат да уништуваат души, тие се наметнуваат со добри намери, значи изгледаат како овци, значи мислејќи за да не залаже дека ние можеме да имаме некаква полза од нив, дека нешто може да ни помогнат и така натаму, но тие се всушност волци грабливи. Грабливки. Тие грабаат, не само што грабаат материјални добра, не само што не лажат, него одземаат нашето време, не само што ни ги уништуваат нашите животи, не само што предизвикуваат хаос во општеството и во сите аспекти на живење и така натаму, туку што е најстрашно, не воведуваат во состојба да ги изгубиме своите души, односно да го изгубиме своето спасение, односно да го изгубиме вистинскиот контакт со себе си, вистинскиот контакт со Бог и вистинското наследување на вечното постоење од Царството Божјо. Да, но Христос вика, по делата ќе ги по плодовите ќе ги познаете. Затоа што лошо дрво не може да даде добар плод. И обратно, добро дрво не може да даде лош плод. Се бере ли грози од трња или смоква од чичка? Значи, според плодовите. Значи, како што добриот човек, така и Христос вели, ако не ми верувате на моите зборови, значи, гледайте ги моите дела. Значи, види, тука малце со зборовите,
луѓето се презаситени од зборови, да ти кажам најасно. Јас сум презаситен, да ти кажам, иако многу зборувам. Мора да се призна. Да, но што да правиме? Тоа е дел од мојата служба и од мојата посветеност и подвиг. Но луѓето денеска, знаеш, се уморни од зборови. Многумина зборуваат, ама ништо, чабе тоа. Дури и многу убави зборови, пошто денеска луѓето се толку извештени да кажуваат толку убави зборови и така натаму, но во позадината на тие зборови да нема ништо. Значи да бидат ем суви, ем празни, ем лажни. Знаеш, ништо од тоа. И затоа Христос вели: по нивните плодови ќе ги познаете. Односно, гледајте го нивниот живот. Гледајте нешто зборуваат, што прават. Гледајте ги нивните дела. Значи, и гледајте разберете ја нивната мотивација. Значи, многу е битно кога ќе се соочи некој со проблематична личност, со вакви волци во овча кожа, значи првин треба да ја прочити мотивацијата. Која е мотивацијата? Зошто тој човек го прави тоа? Потоа, откако ќе разбере мотивацијата, многу брзо ќе разбере и целта и ќе ги види плодовите. Ама тоа важи за луѓе кои се реални. Разбираш, Ведран? Луѓе кои се реални. А луѓе кои се во фантазија и сакаат фантазија, кои одат по широкиот пат, тие се и текако посакувани жртвички на овие волци. Крадливи, алчни. Да? Значи, со самото тоа, кога некој е вистински посветен Христов ученик, кога самиот тој дошол до реалноста на духовниот живот, кога самиот тој е свесен за реалноста во која се наоѓа, кога веќе има плодови од духовниот живот, таквиот човек тешко да ќе го излажеш. Тој ги гледа плодовите, затоа што познавајќи се себе си, ги познава и другите. И според трудот што го посветил за да стигне тамо што стигнал, тој го разбера и трудот на другиот човек, и го оценува трудот на другиот човек. И затоа веднаш таквите луѓе ги проценуваат лажните учители. Но сите оние кои одат по широкиот пат, сите оние кои живеат во фантазија, сите оние кои се само бендисани, на кои им требаат учители да им ги чешкат ушите и да им кажуваат работи што сака да ги слушнат, самите тие ќе трнат по таквите учители. За жал. Така било во минатото, така било во целиот овој процес на историјата на црквата и човештвото, така и во сегашноста. Уште пострашно ќе биде кон целиот овој период до второто Христово доаѓање, како оној кој ќе биде судија на целото човештво, затоа што на крајот, многу интересна работа, на крајот на човештвото, ваква како што ние го знаеме, ќе дојде антихристот. Лажниот пророк, лажниот чудотворец. И многумина што одат по широкиот пат, да гледаме денеска светот како не хипнотизира да одиме по широкиот пат, многумина самиот антихрист ќе го признаат како Месија, ќе го признаат како Господ и ќе се воодушевуваат од неговите чуда, без да знаат дека си ја губат душата и своето спасение. За жал, вистината е таква. Бидејќи со времето сме кратки, одец ова ќе го прочитам во еден здив. Всушност тоа е последната поука Христова и потоа е завршниот дел на беседата на гората. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Ја мислам дека тука би требало мала пауза. Јас мислам да го прочитам. Добро, ајде. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме и зар во Твое име бесови не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. Мислам, ова може да се однесува за лажните учители, кои се полни со името Господово. Ова се однесува на многу нешта, но и на тие, особено на тие. Но затоа првиот дел. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно. Оно ќе влезе во вечноста,
ќе влезе во таа совршена состојана постоење. Туку оној што исполнува волјата на мојот Отец небесен. Значи, во минатото, сегашноста и иднината, за жал, тргнувам од себе си да не судам, да немам лажна мерка. Но еве, расудувам, ќе се осудам, храбро да расудувам и да проговорам дека христијанството, особено денеска, па и во минатото, се наоѓало во криза и секогаш паѓа во криза, кога не исполнува волјата на Отецот небесен. А која е волјата на Отецот небесен? Сето она што ни го откри Синот, односно сето она што ни го откри нашиот единствен учител, сето она што ни го откри нашиот Месија, ако тоа не го слушаме, ако тоа не го разбереме, ако тоа не го практикуваме, и ако од тоа плодови немаме, тогаш на која основа ние можеме да се наречеме христијани? И затоа имаш вистинско, автентично христијанство и псевдо, односно лажно христијанство. Значи, секое она христијанство кое се темели на исполнување на нашите желби, особено на огревовените желби, на огревовените потреби, на огревовените или овосветски приказки, цели, умислености, митологизирање и така натаму и така натаму. Тоа христијанство по форма може да биде христијанство, дури може да го нарекуваме и православно, ортодоксно христијанство, но по суштина тоа не е автентично, евангелско, правоверно, правомислечко, ортодоксно христијанство. Зошто? Затоа што во себе ја нема волјата на нашиот Отец небесен. Затоа што ние не го слушаме, него ова, се што говориме, тоа е волјата на нашиот Отец небесен. Самиот негов Син ја открива таа волја. Затоа што самиот Христос ни вели: има кој да ве суди во последниот ден. Словото што го кажав, тоа ќе ве осуди во последниот ден. Значи, нас како христијани, како Христови ученици, мерка ни се Христовите заповеди, односно Христовата вистина, односно евангелската вистина. Тоа е мерката. Значи, тоа е мерката. И ако мериме со таа мерка, особено ако осознаеме таа мерка, прво треба да осознаеме, и ако мериме со таа мерка, тогаш нема да сгрешиме. Нема да сгрешиме. А ако мериме со мерките на нашата его потреба, на нашата умисленост, на нашите овосветски интереси, цели и така натаму, без разлика какви се лични, национални, феодалистички, клерикалистички, да не ги шириме темите и така натаму, гледаме се што се случува и така натаму. Сите тие, едните и другите го викаат Господа, Господа. И вистинските христијани, и автентичните христијани, и овие другите. Ама мотивот кој е? Едниот мотивот на првите е Господи, Господи, ама знае што тој кажува и знае кому му се обраќа, а другиот е театар. Тоа е театар, си правиш. Тоа е циркус, правиш нешто тоа. А дали Господ те слуша, не те слуша, битно правиш убав театар. Не може тоа така. Чест како во претходната емисија, не кога вели Христос, не се молете за да ве видат луѓето. Да, баш така. Тоа е тоа. Тоа е лицемерие. Чи не? И затоа Христос вика: не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во царството небесен, а оној што исполнува волјата на мојот Отец небесен. Дециде нема тоа. Не велам дека лесно се исполнува волјата на Отецот небесен. Не велам дека лесно се живее по Христовите заповеди. Не велам. Но Христос вели дека неговиот јарем е благ, но јарем. Значи, ама затоа што ако ние не ја прифатиме рамката на послушност кон Христовите заповеди, ќе сакаме да влеземе во христијанството според нашите потреби, цели, идеи и така натаму, со некоја наша рамка, таа некојаш е ваква, некојаш е ваква, но никаде нема да стигнеме. Ние ќе се останеме повторно во илузија, во грев, во забеганост и така натаму. Само прифаќањето искрено на Христос како наш единствен Господ, Спасител и Учител, и вистинско разбирање на тоа кој е тој, и вистинско практикување
и вистинско подвижништво во исполнувањето на Христовите заповеди. Мора да признам, падни стани е работа. Но така учат децата да одат. Падни стани. Никое дете веднаш ќе оставиш на нозе не оди. Падни стани, така и ние сме деца, духовни деца во Господа, од почеток млеко. Млекото ни е храна, односно лесната храна, за полека да пораснеме во зрели во Господа луѓе. Но тоа е тоа, мора да се почитува тој процес и да растеме во Господа. Ако не растеме во Господа, ќе останеме во илузија. Отец, ова е и за окружувањето и на емисијата и на целата беседа на гората. Само овој на кратко, ова е за лажните пророци, за лажните учители, кои го ги имало и во она време, во Христово време, кои ги има и денеска, кои во Христово име. Значи тие во Христово име изгонуваат бесови, чуда прават и така натаму. Во Христово име. Многу интересно, значи во твое име, во Христово име, но не знаеме со чива сила. Не разбираш? Значи демонот е толку демон, лукав, подол, итар, што допушта лажните учители да прават чудеса со Христово име, за да наивните, површните луѓе ги насочи кон патот на пропаста. И затоа Господи вика, и он кажува, во твое име тоа, и Христос вели, никогаш не сум ве познавал, не сте мои, никогаш не сум ве познавал, вие не сте мои ученици, вие никогаш не сте биле членови, органи на моето тело, на мојата црква, на мојот организам. И потоа вели, бегајте од мене вие што правите незаконско дело, беззаконие, односно ја извртувате вистината. Значи, а особено овој дел е многу радикален, затоа што е есхатолошки. Значи, есхатолошкиот аспект е најсуштинскиот, кога ќе застанеме пред судот Божји, тогаш всушност ќе се види се тоа што го зборуваме и што сме го правили, и ова што го правиме во моментот. Тогаш ќе видиме колкава е вредноста и на кој темел сме го правиле тоа. И нашиот мотив. Сега да се вратиме на почетокот, кога сме на крајот. Тука Христос ги споредува оние луѓе кои ги слушаат овие зборови, всушност целата беседа на гората, како благоразумни мажи кои си направиле куќа на камен, и таа куќа кога ќе дувнат ветрови, кога ќе најдојдат реки и дождови. Што мислиш, Ведран, која е таа куќа? Таа куќа е всушност етиката, не само етиката, но ајде така ќе речем. Нашиот живот. Ние градиме нашиот живот. Значи ние градиме. Всушност темелот е етиката новозаветна. Тоа е тоа. Христова. Значи темелот е вистината. Новозаветната етика, односно новозаветниот модел на живење, на постапување. И Христос вели, ако вие сте благоразумни млажи, со здрав, добар ум, и ги прифатите овие нешта, тогаш тоа што вие го правите, куќата, односно домот на вашето вечно постоење, односно вие тоа што сте, тоа што е повикано за вечност, тоа вика ќе биде изградено на камен. И кажува потоа, заврна дожд, надојдоа реки, дувнаа ветрови, навалија на таа куќа, но таа не падна, беше изградена од камен. Значи, кога нешто што се гради на вистински темел, ќе се соочи со искушенија од овој свет, тоа издржува. Да, но битно е дека тука Христос кажува дека ќе дојдат искушенија. И тоа реки и тоа на тие баш што градат на камен, вика, и немој да мислите дека ќе бидете ослободени од искушенија, ќе се соочувате со искушенија. Тоа значи дека секој Христов ученик ќе се соочи со искушенија. Тие што всушност, а секој што ги слуша овие зборови и не ги исполнува, прилега на човек глупав, кој си направил куќа од песок. И заврна дожд, најдојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и паѓањето ѝ беше страшно. И кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто он ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Значи, два моменти од се тоа. Како луѓе глупави. Што значи глупав човек? Еве дефиниција за глупав, Ведра. Како можеш ли да ја изнедриш вака? Што е глупав човек за те? Тој што свесно прави нешто што му штети. Види, прекрасно. Свесно, колку се свесен,
па и тоа, ама свесно прави. Свесно Ако не е свесен, не смотан. Да, значи свесно прави нешто што му штети. Значи, свесен ли си ти дека многумина во овој свет свесно прават работи што им штетат? И ги прават. Очигледно е. Очигледно. Мислам, јас сум таков. Па сите сме ние, сите се соочуваме ние со тоа, не се трудиме малце да излеземе од состојбата на глупост и да влеземе во состојбата на благоразумност, да. Значи тоа е тоа. И да не градиме на песок, баш тука ова е песок камен, значи да не градиме на песок, на нешто што е нестабилно, нешто што нема авторитет, нема нешто што нема вистина, туку да градиме нешто на камен. И на крај, кога ги заврши овие зборови, како што пишува апостолот Матеј, народот се чудеше на неговото учење. Значи, сите тие тамо што го слушале биле евреи, во најголем процент тие познавале Тора, законот. Тие се воодушевувале од Божиот закон, од тоа што Бог му го открил на Мојсе. Тие се воодушевувале од пророците. Мудрост, премудрост Господова. Ама тогаш они осетиле, доживеале уште посовршен. И тоа е тоа, значи, кога пораснал тој народ, кога созрел, кога се исполнило времето, тоа што луѓето него не очекуваа, Бог го откри за целото човештво. Значи, самиот наш небесен Отец го испрати својот единороден син, својот логос, збор, кој стана тело, самата вистина. Самиот оној преку кого и за кого е се создадено. Самиот тој стана тело и дојде во овој свет и не поучуваше како книжниците, значи не поучуваше како оние што читале, па од другде примиле информации, па разговарале, размислувале и така натаму и така натаму. Ние сме книжници. Ние зборуваме тоа што сме прочитале. А Христос говори со власт. Јас ви велам, вели тој. Вие слушавте што им беше кажано на старите, но јас ви велам. Замисли, ни еден рабин, учител еврејски, еден свештеник Не би или се пророк. осмелил. Да, не може јас ви велам. Што јас ви велам е тој што има власт. Самиот Бог кој станал човек. Така да еве и со ова ја завршуваме беседата на гората и на еден начин објаснувањето колку што може тоа да се објасни како треба да се однесува еден Христов ученик. Особено е важно дека сето ова има своја вредност затоа што е откриено од самата вистина, од полнотата на вистина. И затоа секој збор, сега ние не успеавме, колку можевме, се потрудивме, Толку е времето. секој збор има свое значење, но ова е само потик, луѓето што е следат оваа емисија, сами да ги прочитаат нештата, самите да завлегуваат, самите да барат толкување, да учат, да осознаваат, да практикуваат и полека да бараат, да сакаат, да чукаат, па Господ ќе им отвори во нивниот тим и во нивниот живот. Отец, ти благодарам и за ова твое објаснување. Почитувани, тоа е крајот на оваа 7 емисија, гледајте ни во наредната.